Ако екранот е прозорец кон светот, овој пат тој прозорец само малку го подотворивме, за да фрлиме поглед врз една мала земја, која со својата природна убавина лежи како драг камен во пазувите на Европа. Да се запознае една земја со сите нејзини особености, да се свати народот, неговиот менталитет, обичаи и верувања, неговата историја, потребно е дел од животот да се мине во таа земја. Неколкудневен престој и да се говори за земја како што е Швајцарија, навистина представува само еден поглед што допира до хоризонтот каде што се спојуваат снежните Алпи и синото небо. Па сепак, новинарското перо не може да остане мирно пред тој поглед, а објективот на камерата да не долови барем дел од оваа земја. Во почетокот на април, заедно со младите на културно-уметничкото друштво Орце Николов од Скопје, за кои веднаш ке речеме дека во вистинска смисла на зборот представуваат амбасадори на македонскиот и југословенскиот фолклор, овој пат во Швајцарија, се среќаваме со оваа земја, со питомите пејсажи, со непрегледните пасишта кои тукушто ја откриле својата убавина од снежната покривка. Патуваме низ една од најмалите меѓу 33 земји на Европа. Сместена на површина од само 41.288 квадратни километри, помеѓу Сојузна република Германија, Австрија, Италија и Франција, во оваа земја, уште на самиот почеток, ќе се сретнете и со многу непознаници за нашиот карактер и нашите сваќања. Според Уставот, официјалното име е Швајцарска конфедерација, но бидејќи овде се говорат 3 јазика, сите службени, името на оваа земја се јавува и како Швајц на германски, Суис на француски и Швицера на италијански. Ако кон ова додадеме дека во употреба, и тоа сосема рамноправно, се говори и реторомански, јазик што не е ниту германски, ниту француски, туку некој посебен дијалект, веруваме дека сликата за јазиците е јасна. Но за жителите на 8,5 милионската Швајцарија тоа воопшто не е проблем. Се прифаќа реалната состојба без никакви формалности. Зошто на почетокот ги спомнуваме јазиците на кои се говори? Едноставно затоа што Швајцарската конфедерација, според Уставот од 1874 година, составена е од 25 кантони, за појасно да биде еден вид републики. И во нив, зависно во кој, не само што се говори на еден од 4 јазика, туку и надписите и ознаките се на тие јазици. Иако една од најгусто населените земји во Европа, 158 жители на квадратен километар, освен во поголемите центри, Швајцарија ќе ве дочека и како оаза на мир и тишина. Па каде е тој густо населен народ, се прашувавме често
кога во некое мало населено место сакавме да се информираме за правецот на нашето патување. Одговорот дојде самиот. Швајцарците и близу 1 милион странци се неверојатно работливи луѓе, па за нив несватливо е бесцелното губење време преку ден. Децата, без исклучок, во било кој кантон, опфатени се со целодневна настава, а работоспособните речиси цел ден на работа. Не изненадува тогаш што оваа инаку земја на светското банкарство, за кое што подоцна ќе кажеме и нешто повеќе, денес има општествен бруто производ по жител од над 17.000 долари. За да се свати Швајцарија денес, високоиндустријски развиена и една од најбогатите во светот, неопходно е да се знаат барем некои поважни моменти од нејзината историја. Во средниот век, областа на денешна Швајцарија е во рамките на Светото Римско царство. Вториот значаен момент, условно речено е, кога династијата Хабсбурговци, чие што потекло е од Швајцарија, го користи слабењето на Римското царство и го зафаќа нејзиниот источен дел – Австрија, Чешка, денешна Словенија и Хрватска. 1. август 1291 година сигурно е најзначајниот датум во историјата на Швајцарија. Инаку, овој датум денес е национален празник на оваа земја. Во борбата против Хабсбуршката династија, на овој ден се здружуваат 3 кантона – Швиц, Ури и Унтервалден, во така наречен вечен одбранбен сојуз и почнува ослободителна војна. Династијата Хабсбурговци е поразена во битката кај Моргартен 1315 година, после кое и се повлекува. Тука лежат и темелите на идната конфедерација, кон која наскоро се приклучуваат и кантоните Берн, Цирих, Луцерн и други. За време на двете светски војни, Швајцарија е неутрална земја и можеби заради својата неутралност. Таа е центар на многу меѓународни организации. Не е член на Обединетите нации, а од 1972 година е член на Европската економска заедница. Ова се само неколку моменти од историјата на оваа земја, но и покрај немирите во постарата и поновата историја, за Швајцарија може да се рече дека војна не видела барем во последните 300 години. Внатрешните превирања, расправи, верски и политички, насочени се кон средување на внатрешните односи и јакнењето на конфедерацијата. Многумина сметаат дека Швајцарија ќе се види низ неколкуте поголеми центри – Цирих, Берн, Женева, Луцерн и други. Несомнено, тоа се градови со стара вековна традиција и култура, но понекогаш доволно е да се видат и мали нешта, мали градчиња и села, за да се добие вистинскиот впечаток. Сент Гален е еден од нив, град и кантон распространет на површина од околу 2000 квадратни километри. Во конфедерацијата пристапува 1803 година. Важи за центар на текстилната индустрија. Тешко е да се каже кој од градовите во Швајцарија е поубав, поуреден, зошто на секој чекор ќе се видат плодовите на човечката рака, умешноста и од најмалото парче земја, некогаш само неколку квадрати, да се направи безпрекорно аранжирана градина.
Сент Гален е шареноликост од класичната и современата швајцарска архитектура. А да се говори за чистотата на градот, како и за сите други, во најмала рака овде е смешно. Нехигиената е одамна заборавен поим. Впрочем, Сент Гален е еден од големите европски, посебно зимски туристички центри. Понекогаш зборовите пречат на сликата која најилустративно говори за едно место, за еден град. Затоа, за момент, Сент Гален да го видиме низ окото на филмската камера. За швајцарската публика, која инаку важи за доста студена, игрите и песните од сите краишта на Југославија предизвикаа вистинско одушевување. Се редат игри и аплаузи за братското оро, за жетварка, за игрите од повардарието и Источна Македонија, за игрите и песните од Србија и Хрватска. Јас сам доктор Брзаковиќ из Београда, иначе живим овде у Швајцарској дуго година. Иначе у Скопју сам учио 1937 гимназију, другој и мушкој. А вашите впечатоци за овој концерт на културно-уметничкото друштво Орце Николов? Јако е било добро. Допало ми се и научито се истиче, ја не знам како се звao овај млади, што е играо врло добро. Друго, јако е увежбана екипа, precision, muzika dobra. Könnt ihr Ihren Namen also wissen? Ja, mein Name ist Benetti Marisa. Benetti Marisa. Und Ihre Meinung überhaupt über das ganze Konzert? Also für mich war das das erste Konzert, das ich in dem, also auch die Tanzgruppe, die ich gesehen habe. Und es hat mich sehr beeindruckt, die Lebendigkeit und auch Musik und so. Also hat dann fast am Stuhl gegriffen. Што ни вели? Таа вика дека е за прв пат на ваков концерт, од ваков вид воопшто, фолклори воопшто до сега немала прилика да гледа, поготово од Југославија, и дека е и направил голем утисок, направил концертот.
дека мислам играчите многу живо играле, што мислам во незино мислење, на незино мислење многу претешки игри се. Да ја прашаме дали може би преку овој фолклор веќе има и одредено мислење за нашата земја. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass die Tänze schon die Naturverbundenheit und die Fröhlichkeit ausdrücken. Und auch einfach von den Kostümen her, so, dass die Vielfalt und die verschiedenen Gegenden charakterisieren, habe ich schon rausgespürt. So. Und по игрите и по ношните, како би се изразил, преку тоа гледа дека нашите народи се исто така живи и темпераментни и вика гостолюбиви, како би рекол, може да ги спореди со италијанците, а воедно сме и соседи. Темпераментот може да го спореди со италијански и покрај тоа што италијанците ги немаат тие фактори кои што не се споредуваат со нашите. Дали би сакала да ја посети Југославија? Haben Sie Wünsche, also Jugoslawien zu besuchen? ja, ich gehe sicher mal in das Land. Ich bin noch gar nicht, ich habe schon Filme gesehen und so von der ja, aber kommt sicher einmal. In der Schweiz haben Sie die Möglichkeit, jetzt zuerst Jugoslawien, also durch eine kleine also Fernsehequipe also kennenzulernen. Ja, genau, ja. Да. Она вика дека уште не била во Југославија и дека би имала желба да дојде. Би имала желба да дојде. Ich bin sehr begeistert von dem, was Sie Одушевен сум од она што ни беше прикажано. Љубител сум на народната музика и народните игри од целиот свет. А од она што во тие рамки можев да го видам, јас на вистина сум пресреќен. aus dem Teil von der Welt, wo Sie kommen, hat mich immer schon sehr zu begeistern gewusst. Моите импресии за овој концерт се многу силни, возбудливи. Многу ми се допадна се, особено прекрасните носии, во кои гледајќи ги јас уживав. Ми се допадна многу сето ова. Изгледаше така природно. Среќна сум, одушевена сум од костимите. Се беше складно. Многу ми се допадна. Многу убаво. Сум видел многу програми, но за прв пат вакво нешто. Прекрасно. Одлично. Nema boljih folklora od našega, da. Stvarno mi se sviđa, izvrsno je. A šta ću vam reći? Vi ste sve rekli, mi smo samo pljeskali. Zadovoljni ste? Jako lijepo. Jako lijepo. Во непосредна близина на овој град, во прекрасни пейсажи, сместен е центарот Песталоци. Ова име секако не подсетува на основното училиште во Скопје, што беше изградено по катастрофалниот земјотрес во 1963 година како поклон од швајцарската влада. И еве неколку збора за ова име. Јохан Хајнрих Песталоци за Швајцарија е еден од великаните на поодамнешната историја. Педагог и реформатор, тој е духовниот творец на современото основно училиште, чиешто влијание ќе се почувствува речиси насекаде во светот кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Ја истакнува идејата за поврзување на производствената работа со наставата, а наставата со воспитувањето. Wir sind hier im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. Das Kinderdorf ist vor 40 Jahren. Wir haben in einem Monat haben wir unseren 40-jährigen Geburtstag. Се наоѓаме во центарот Песталоци, формиран од доктор Волтер Роберт Горти. Und Schriftsteller Dr. Walter Robert Gorti hat nach dem oder noch während dem Ersten Weltkrieg einen Artikel geschrieben. Wir möchten doch für Kinder После Првата светска војна, овој швајцарски писател и филозоф го формира овој центар за прифаќање на деца без дом. Оваа идеја најдена поддршка и во многу земји во Европа. Nach dem Ersten Weltkrieg, also am 26. April 1946, ist das Pestalozzi-Dorf gegründet worden.
aus den Kriegsnationen Deutschland, Österreich, Italien, Finnland, Frankreich, England sind die ersten Kriegsweisen gekommen und haben hier in Häusern gelebt und sie betreut worden durch Hauseltern. Jetzt ist die Situation eigentlich noch gleich, wobei die Nationen haben ein bisschen geändert. Денес во центарот има деца од Камбоџа, Виетнам, Либан, Етиопија и други земји. И за нив се грижат воспитувачи од нивните земји, за да можат да им помогнат во усовршувањето на мајчиниот јазик. Die Kinder werden betreut, sie wachsen in einem gewissen Sinn bikulturell auf. Das heisst, sie werden durch Hauseltern betreut, die aus dem gleichen Land kommen. Sie reden ihre Muttersprache in den Häusern und werden auch ihrer Kultur unterrichtet. Gleichzeitig ist dahinter unsere internationale Schule, wo sie Deutsch lehren. Sie besuchen hier die Grundschule, Primarschule, Sekundarschule und wenn sie 15, 16... Всушност, тие ја учат својата култура, но наедно учат и германски јазик. Има основно, средно училиште, а натаму тие можат да одат и на универзитет. Се додека не го напушта центарот, тие имаат целосно згрижување. Некои од нив се враќаат во своите земји, но има и такви кои за секогаш ќе останат во Швајцарија. Und andere Kinder die bleiben in der Schweiz. Љубезните домакини ни овозможија да ја посетиме така наречената Либанска куќа, една од повеќето каде што со сите удобности се сместени 20 дечиња. Ги затекнавме за време на ужинката, околу 10 часот предпладне. Гледајќи ги нивните детски искрени погледи, мислите ни одлетаа на трагедијата што ја доживува оваа земја, за тоа колку нивни врсничиња ги доживуваат страдањата на граѓанската војна во Либан. Овие овде се далеку од тие страдања, а сигурни сме дека би биле посреќни ако овој мир го имаат во својата татковина, ако оваа песна ја пееја во родниот дом. На почетокот рековме дека Швајцарија е една од најмалите земји во Европа и една од најбогатите во светот. Но таа е и високоиндустријски развиена. Немавме можност да видиме многу, но податоците говорат дека има над 12.000 фабрики каде што работат над 1 милион од вкупно 3,5 милионите вработени. Се произведува над 700.000 тони челик, повеќе од 100.000 тони алуминиум. Развиени се текстилната индустрија, кожарската и јувелирската, како и индустријата за часовници.
За земјоделството нема посебни услови за развој, но тоа не значи дека земјоделство нема. Се смета дека обработлива земја има нешто повеќе од 260.000 хектари, каде што се применува најсовремена агротехника, а околу 800.000 хектари се ливади и пасишта. Кога веќе ги спомнавме пасиштата, да кажеме дека ова се веројатно најнегуваните површини. Ретко ќе се сретне неоградено пасиште, а во април, во буквална смисла на зборот, Швајцарија мириса на арско ѓубре. Едноставно затоа што тогаш пасиштата најдиректно се ѓубрат со течно арско ѓубре. Миризбата никому не пречи, но затоа овде може да се видат најубавите пасишта. Од тука воопшто не изненадува што Швајцарија има воредно развиено сточарство. Според статистиката, има повеќе од 2 милиони говеда, од кои 1 милион, а може би и повеќе, се високо млечни крави. Производството путер се цени на околу 35.000 тони, а познатото швајцарско сирење на преку 100.000 тони. Да се мине Швајцарија од еден на друг крај не е голем проблем. Не затоа што е мала земја, туку затоа што има неверојатно развиена патна мрежа. Има повеќе од 5000 километри железнички пруги, целосно електрифицирани, а околу 20.000 километри асфалтни патишта, најголемиот дел автопати со повеќе колосеци. Да не говориме за тоа дека сиве овие патишта низ една ваква планинска земја минуваат низ безброј тунели, што се вистинско ремек дело на современото градежништво. И пак ќе го спомнеме туризмот, кој е особено значајна стопанска гранка и дека Швајцарија годишно ја посетуваат повеќе од 10 милиони туристи. Престојот во оваа земја го искористивме за посета на едно селско семејство, сместено во питомите пейсажи во околината на Сент Гален. Кон средината на април замира зимската туристичка сезона, но веднаш продолжува следната. Овде за сезони како да не се знае.
Веднаш ни падна во очи дека ова семејство, како и сите други, најдиректно го спроведува во практиката она што кај нас се наречува туризам на село. Од една страна, семејната куќа со сета убавина во едноставноста. Куќата, изградена од дрво, во алпски стил, за која ни рекоа дека е стара повеќе од 100 години, и до неа, без да се знае ако не се завири, штала за 10 крави и простории за сено и разен алат. На спротивната страна, мал хотел со околу 50 легла, се разбира и тој изграден од дрво. За се грижат само 3 лица од семејството, со кои и поведовме разговор. Tagesbeginn ist um 5:30 morgen bis am Abend 7:30, 7:30. Ова е дел од мојата работа, иако во моето стопанство има уште многу други задачи. So melken, morgen um 5:30 melken. Wie viel Milch ein Animal? Einmal melken? Ja, ein Jahr. Ein Jahr hat zwischen 4.500 und 6.000 Liter. Во краварството минувам доста време, особено во зимскиот период. 15 bis 25 Tage und dann kommt sie wieder 2 Monate kalt stellen, dann kommt sie wieder mit dem frischen Kalb. Was kostet ein Liter Milch? Ein Liter Milch. Имам 10 крави и подмладок, а млечноста кај кравите е помеѓу 4,5 и 6.000 литри. Цената е гарантирана, изнесува 50 до 60 рапи, во динари 100 до 120, зависно од масленоста на млекото. Garantiert, ja. Minimalpreis. Ja. Oder einfach garantierter Lohn in der Schweiz. Oder? Условите овозможуваат кравите 6 месеци да бидат на пасишта, а 6 месеци во штала. Моите родители се стари, но се уште помагаат, посебно во сточарството. Сето ова што го презентираме за Швајцарија представуваат само први импресии на човек што за прв пат се среќава со оваа земја. При тоа, некако изгледа нормално да се говори најнапред за убавините, но бидејќи, како секогаш, медалот има две страни, се наметнува и прашањето каде оди денес Швајцарија. Во оваа земја денес има над 1 милион странски работници, кои, како по некое непишано правило, секаде и секогаш ги извршуваат најтешките работи. Заработувачката е околу 4000 франци или нешто повеќе од 70 милиони стари динари просечно. На изглед многу пари, но за наши појмови животот овде е неверојатно скап, па од таа силна заработувачка на штедливите гасарбајтери едвај нешто ќе им остане. И овде,
Невработеноста од ден на ден се повеќе чука на портите. Па затоа голем број странски работници, меѓу кои и наши, остануваат без работа и постепено се подготвуваат за враќање во татковината. Швајцарците се и доста затворен народ, а контактите и отвореноста, комуникацијата мора да се гледа низ призмата на бизнисот. Ова е светот на банкарството и профитот, и животот овде, ако се сака опстанок, мора да се свати таков каков што е. На оваа тема разговаравме и со Јохан Герт, професор и воспитувач во Центарот Песталоци. Човек кој со своите сваќања и гледања на животот во Швајцарија добивме печаток денес како да предничи пред сите. На прашањето колку е присутна отуѓеноста меѓу луѓето во Швајцарија, ни одговори дека таа, како и порано, така и денес, се повеќе е присутна. Швајцарија навистина постигна скоро се она што можеше да се посака, како стандард, иако скромноста е едно од обележјата на овој народ. Но она што често може да се слушне меѓу младите, тоа е прашањето што натаму, на прагот од 21. век. Се добива впечаток, вели Јохан, дека пред младината е еден голем знак прашалник, засега без јасен одговор. Ja, das ist das Hackbrett. Da ist ein Appenzeller-Instrument. Also ein Instrument, das man in ganz Europa findet. Цимбалата може да се најде во Европа и во целиот свет, но многу често се среќава и во Апенцел. Ja, was soll man sagen darüber? Es hat einen Haufen Saiten, 125 Stück. Jede muss man einzeln stimmen. Има 20 пара жици и секоја посебно се штимува, што не е така лесно. Служи за придружба во оркестар, но и како соло инструмент. Aus dem Grund habe ich jetzt ein Solostück gespielt, so eine kleine Improvisation. Das war der Büchel. Das ist ein Instrument, das aus der Innerschweiz kommt. Ова е швајцарски хорн. Се среќава во Централна Швајцарија, а ова е алпски хорн, што се среќава и во Австрија и во Германија, но претежно е наш инструмент. Da, das typische Instrument eigentlich, das ist das Alphorn. Das kennt man in der ganzen Schweiz. Allerdings nicht nur in der Schweiz, auch in Österreich und in Deutschland, aber in der Schweiz hat es überlebt. Du mal versuchen. Shall I play a little bit? Okay. Mal versuchen, ob wir das da. Das geht so.
Wichtig bei diesen Instrumenten ist, dass das Holzmundstück haben. Das ist Holz. Das ganze Instrument ist aus Holz. Najvažno to je delo od kada što se duva, a celiot je izrabotan od drva i može da se reče da kanavistine je star švajcarski instrument. Ja, das wird auch in der ganzen Schweiz gespielt. Das Nationalinstrument? Ja, yes. It is eigentlich Schweizer Nationalinstrument. Ja. Das sind Klefali. Die kommen ebenfalls aus der gleichen Gegend wie das hier, also aus der Innerschweiz. Es ist ein Instrument, das in der Fastenzeit I ovo instrument, evo centralna Švajcarija, se sastoji od dve drveni pločke. Ga upotrebuvaat така наречени улични оркестри на разни свечености. Доста е тешко да се чука сонир, зашто во прашање е рачни од зглоб, односно цврстината на зглобот. Ja, das Problem ist, dass das Handgelenk muss sich sehr kompliziert bewegen. Und wenn man älter ist, dann geht das nicht mehr, wenn man das nicht trainiert hat als Kind, die Bewegung. Ja. Швајцарија навистина стотици години не видела војна, но затоа од секоја војна досега има профит. Неретко огромни богатства од диктаторски режими во светот пред нивното паѓање се слеваат во швајцарските банки, заради што постојат и големи замерки од светската јавност против ваквиот систем на овие банкарски институции. Тоа е сепак стварноста во Швајцарија. Тука се и дилемите за патиштата кон иднината на овој народ. Со нашата камера за само неколку дена животот сакавме да го видиме во од, да го протолкуваме онака како што окото го гледа, да запамтиме она што ќе го дознаеме од обичниот човек, подалеку од формалните разговори. Особено во последно време, на спортот и физичката култура кај младите се посветува посебно внимание. Не изненадува, би рекле. Ако се знае дека Швајцарија е наедно и земја која за здравјето на своите граѓани троши и највеќе средства во лекови. На крајот од ова наше видување на Швајцарија, или како што рековме на почетокот, под отворање на прозорецот, нека биде само подстрек во некоја друга прилика за овој народ и оваа земја да се каже многу повеќе. Зашто впечаток е дека сега знаеме колку малку знаеме за Швајцарија. Автобусот на младите фолклористи на културно-уметничкото друштво Орце Николов од Скопје, младите амбасадори на југословенскиот фолклор, извршија уште една своја задача. Дел од светот ја виде Југославија низ песна и игра. Ние видовме дел од тој свет.